Обвинението е конструкција, сценарио која извртува вестината, а целта е дискредитација на мојата личност и углед кој сум го градел 35 години, рече пред судот струмичкиот бизнисмен Ристо Крмзов, кој е обвинет за перење пари и нелегален поврат на данок на додадена вредност и направена штета од десетици милиони евра. Крмзов тврди дека трети лица сакаат да му го преземат имотот и вели дека неговите фирми не биле отворени за фиктивни работи, туку за конкретна дејност. Една се бавела со текстил, друга градела станови, а трета била сопственик на градежни парцели за трговски центар и магазин. Штетата што ми ја направија е голема. Имот завршува кај други лица, а за тоа обвинителството ќе ја сноси штетата. Го разграбуваат имотот по нереални цени. Ојо е директен соучесник во штетата. Нема целосно вештачење, истото е врз основа на несоодветна документација. Не се земени предвид нашите поднесоци. Си ваделе тоа што им одговарало. Крмзов и одбраната тврдат дека данокот на добивка од 8 милиони евра е подмирен кон државата, но и дека фирмите си ги исполнувале сите обврски кон банките и доверителите. За нив спорно е што обвинението е само за данок на додадена вредност, а не и за другите даноци. Генерално кажано, тезата на ова обвинение на обвинителството е да нити една фирма градежна не може да продава стан во градба со предбележба, туку од кој ќе се стекне со имотен лист, дури тогаш ќе го прифателе договорот. Кога нито правото, нито фактите не се на ваша страна, се удира по масата, одговори обвинителката Верица Берџецка Крстева. Таа вели дека обвинителството во ниту еден момент не го стопирало работењето на фирмите, а одземените документи кои се проверувале, веднаш им биле вратени. Таквите напади, како конструирани сценарија и раскршмување на имот воопшто не држат, се ќе биде подкрепено со материјални и вербални докази, а секако и со вештачењето. Бидат презентирани и докази дека во предистражната постапка воопшто не било стопирање работењето на фирмите, беа само одземени списи кои им беа веднаш вратени, мислам, во електронска форма. Во однос на обвинувањата на Крмзов за распродажба на неговиот имот, обвинителката вели дека за имотот кој бил замрзнат се постапува по законот за извршување. Според обвинението, по основ на фиктивни договори за купопродажба на имот во периодот меѓу 2019 и 2024 година, фирмите на Крмзов прикажале повисок влезен данок за 67 милиони евра, а УЈП исплатило незаконски поврат на ДДВ во висина од околу 22 милиони евра. Освен Крмзов, обвинети се уште 9 други, како и 13 фирми.